утро од нас, Суза, поздрав и посакуваме на сите гледачи убав ден. Добро утро и за вас. Добро утро. Здраво, Бисерче. Ни црташ нешто? На крајот емисијата ќе покажеме што си нацртала, важи? Да, како што кажа Сузе, снимивме прилог, меѓутоа во прилог не може да се опфати се она што значи проблем на луѓето, односно и на децата кои што имаат диабетес. Затоа сме денеска тука, имаме доста време да објасниме се од како дознавте за диагнозата, како изгледа едно ваше секојдневие, како со кои предизвици и проблеми се соочувате и она што е најважно и она што би сакале да го поздравиме е тоа дека огромен број на граѓани се понудија за помош, а ние ќе кажеме денески како може да помогнете и како може да ги поддржите диабетичарите кои што се во голем број во Македонија. За почеток би почнала со вас, Ангела. Како дознавте дека Бисера има диабетес? Па вака, тој период бевме кај моите на гости во Кратово и Бисера обично беше живо дете, весело, трчкаше, не застануваше. Тој период таму дур бевме, она не сакаше да оди. Цело време изгледаше уморно, со водичка, мокраше нели често. И баш тој период имаше и стрептокока во носето бактерија и растеа запчињата. И не обранувавме многу внимание, сметавме дека нешто од тоа проблемот. И баш на роден денот на татко ми, тоа на 25 септември се случи, одлучивме дека нешто стварно не е во ред со детево и ете имало Божја сила што не натера да дојдеме во Скопје, во Систина да отидеме, да видиме што всушност е проблемот. Ова би сакала да го подвлечеме, бидејќи како родители многу често оној инстинкт, родителски инстинкт, нели кажуваат имала стрептокока, некои што имаат деца од предшколска возраст знаат дека тие бактерии покажуваат одредена клиничка слика и дека може да мислиме дека е само тоа, меѓутоа нешто сигурно не ве оставало мир, ништо ве натерало да поидете. Што се случуваше потоа? Кога стигнавме во Систина, веднаш не примија и направи една крвна слика, па потоа уште една и не знаевме што е всушност, кога ни кажа дека шекерот е 43. Ја искрено не знаев што значи тоа, затоа што за мене 43 беше само обична бројка. Па да, на повеќето кои што не се соочиле со проблемот со диабетес, да, 43 е само бројка. Што ви кажаа докторите кога ја видоа таа? Докторите, ништо не кажаа тогаш во моментот во Систина, само не река одете на клиника веднаш, значи ни дома, ни на друго место, веднаш таму. Отидовме, а тогаш беше баш и периодот на короната, да. Па не примја сите внатре, само сопругот влезе внатре. Почекавме ние надвор, Бисера веќе дехидрирана, јас нема, почна да ми заспива на рамо. Искрено почна страв да ме фаќа тука и кога разбрав за што уствари сме таму, веднаш не викнаа внатре, се собраа сестри и доктори и веднаш не качија на ендокринологија и така почна сето тоа. Само дури осетивме више дека стварно нешто не е во ред. Не е во ред поради тоа што имаше пациент во собата кога кажав дека е дете опратено од Систина со 43 шекер, реакцијата беше колку? 43. Искачете вика надвор. Од собава ги растргаа луѓето, давајте од дедови тука више викаме ова што си мислите во тој момент? Искрено не знаевме кај се наоѓаме. Не знаевме кај се наоѓаме реално. Еве како што зборувате, јас искрено се најажив целата имајќи предвид дека имам и јас мали деци, многу гледачи имаат и деци и внуци, ова може да се случи на секому. Би сакала уште еднаш Ангел да повториме на што да обрнуваат родителите внимание. Не го зборувам ова за да ги уплашиме дека ако нешто видат, меѓутоа долг период на зачестена желба за вода, мокрење зачестено, дехидрираност, поспаност, немање енергија. Исто така еден симптом што заборавив да го кажам е она имаше нешто како со очите, како правеше некоја фаца, веројатно дека од превисокиот шекер низи сметало на очите, нели, пошто и тоа е еден од симптомите и правеше некои фаци со очите што не знаевме што си мислевме така, пошто детенце малечко, не знаевме што ствари значи, тоа било исто симптом. Да, што оваа диагноза значеше за вашето секојдневие? Те се вративте од клиника дома, како го прифативте сето ова? Да ви кажам, многу тешко беше на почетокот, пошто нели не сме биле никад соочени со такво нешто. Па, да ви кажеме, доста и солзи исплакани, непреспиени ноќи, додека да се навикнеме на тоа како треба да биде со детето, па што се треба да правиме, све што треба да правиме, па организација со Ангела, како најлесно да се организираме за да
нели ноќно време треба да се боцне детево да Како видиме. изгледаше тоа? Бидејќи ве зборуваме, ќе начнеме и темата, ќе продолжиме темата за сензорите. Што тоа значи за дете кој што нема сензор? Колку пати на ден треба да се боцка? Како тоа изгледа? Видете, кога ќе дознаете, не дај Боже, не пожелувам на никого, меѓутоа кој не е запознаен со такво нешто, треба да се проверува шеќерот, значи ние сме проверувале и по 20 пати во ден. И се 20 пати во ден да го боцнете детето во прстињата, почна више и да му помодруваат, да му се стврднуваат. Па плачки, па неќе. Знаете кој е, не знам како да ви кажам, детето травма свое тоа? травма да ти напред да ти рече те молам неќам, немој да ме боцкаш. Знаете што е тоа за нас? Заради тоа сензориве се многу од корис и за нејзе и за нас. Сензориве се врв значи за диабетичари, особено за дечиња и за родителите олеснување големо и за самото детенце. Што други промени направивте во вашето секојдневие? Дали тоа значеше дека сигурно ви се промени? Огромни промени во животот, значи огромни. Животот се сврте 360 што се вели. Значи исхраната се пази. На почетокот дури имаше моменти пошто не знаевме што да правиме, а детенце како детенце сакаше нели да пробува да касне, па се криевме со Ангела за да ручаме, да јадеме. За да не гледа, за поради да не тоа бара. што ни кажа од болница дека треба да биде доручек во толку сат, ручек во толку сат, вечера во толку сат. И додека се стекне таа рутина, а се не можеме, нели ние моравме да се прилагодиме на нејзе до душа. И се и така и си функционираме. Си ручаме, она кога си руча, си вечераме кога она си вечера. Прилагодивте на незините. И на пример и во меѓувреме сега да ни текне да си каснеш нешто, немаме проблем, не бара сега во моментов. Иначе порано Сузе, мислам дека сакаш, те гледам дека сакаш некое прашање да поставиш и да се вклучиш во разговорот, повели? Со секој еден збор и можам само да предпоставам колку е тешко секојдневието во семејството на хероината Бисера. И како мајка и како баба имам едно прашање да им поставам на родителите. Имено знам колку е тешко на децата некогаш да им наметеш режим на исхрана и знам колку тешко тие одолеваат на одредени производи кои што се сладки, вкусни за во таа возраст. Како успевате на Бисера да ја објасните на оваа мала возраст дека ова, ама баш никако не смееш да го каснеш, а нешто друго што можеби нема некој убав вкус, дека тоа неминовно мораш да го каснеш со оглед на тоа дека е диабетичар? Па вака, значи како што кажавме пред малку, на почетокот се криевме што претешко ни доаѓаше на нас, се криевме од неа, јадевме на страна, после со тек на време сватевме дека воопшто не е добро тоа, дека веќе треба да почне со други луѓе да јаде, дека не треба да биде да се чувствува отфрлена. И почнавме да јадеме заедно, да ја објаснуваме што е здраво, што не е здраво, така да и ние доста голем број од нездрава исхрана, да речам, исфрливме, така да не знам, се уште имаме, да речам, она е детенце, она си бара, како што расте повеќе разбира, почнува да бара чоколади, грицки, лижавчиња, меѓутоа знаеме дека тоа не, да речеме, не е дозволена храна на некој начин, али сепак се дозволуваме понекогаш, не толку често, ама да, пошто нели детенце сепак, да. Бисера, што сакаш најмногу да јадеш? Чоколадо. А друго? Лижавче. Ќе ми нацрташ лижавче? Да? Ајде. Дури, само да кажам, баш ме израдува еднаш, пошто во парк кога идеме да шетаме и нели се нормално е си играат со дечињава и никој сега нели не знаат сите луѓе дека ако имаш диабет или од кај ќе знае дека има диабет. Да. Баш сега ќе е добро со ова што се случува деновиве луѓето да бидат запознани нели кога ќе видат некое детенце со сензор дека има диабет и дека не треба да го понудат. Меѓутоа не ја понудија со сокче. И незиниот одговор беше: "А не смеам јас сокче, јас само сакам водичка." Браво, браво Бисерче. Многу е особено е предизвикувачки кога станува збор за мало дете. Јас ви посакувам патот да ви биде што е можно полесен, особено што доаѓаат години каде што навистина, како што кажа и Ангела, ќе има одредени предизвици, меѓутоа сум сигурна дека ќе најдете начин да ги надминете. Како што ги најдовте сензорите? Како дознавте за сензорите
впрочем, и од колку време веќе ги користи. Чинам дека споменавте дека на околу 2 годишна возраст не на и пол. Да. Не на и пол години прв пат, значи дознавте за нејзината дијагнози, не на и пол година вие боцкавте 20 пати на ден во прстињата. Кога ги дознавте сензорите? Како опција за да 6-7 месеци. Не, порано беше. Пребарувавме на интернет, сестра му, сите баравме нешто што може да биде олеснително, така да ги најдовме на интернет, дознавме за нив, па од странство ги нарачувавме, така да мислам се уште не знаевме, ги имало и во Македонија, мислам ги користели во Македонија други дечиња, ама ние ги дознавме преку интернет. додека не си на маката, како ви кажат, Да. нема ни да знаеш. Да. Сега како ги набавувате, бидејќи државата не ги има Ги обезбедено? набавуваме од странство, Преку преку луѓе, роднини, пријатели. Роднини, пријатели, па и непознати луѓе, нели, ќе пратат роднини од таму на некој што доаѓа на кај Македонија, па ќе ни донесе. Негде во соседство знаете каде најблиску ги има? Мислам дека во Грција ги има. Не знам колку пари Не се сум таму. сигурен јас. Хрватска знам дека ги има. Таму им ги даваат бесплатно на Во Хрватска? на дечињата, Како да. оди таму системот? Таму знам дека до 18 години им даваат бесплатно. Еј, таму мислам дека скратија до 15, оној пат, кажа. Меѓутоа државата им има Државата обезбедено има особено до обезбедено, одредена возраст. Така секоја чест за држава која што наоѓа начин како да им помогне на таму каде што треба да се помогне. Ново прашање за тоа дека државата останува веќе 8 месеци без решение за проблемите кои што ги имаат дијабетичарите, не се само дијабетичарите и други лица кои што имаат одредени здравствени проблеми се оставени во заборав. При тоа сакам да нагласим и да ја потсетам јавноста дека државата, односно надлежните министерства и министри се платени од нас граѓаните, значи ние веќе им даваме дел од нашиот семен буџет, тоа е пропишано и решено со системот во кој што живееме, ние веќе им плаќаме нив за тие да си вршат својата работа и да обезбедат решение и начин како да ги решат проблемите со кои што се соочуваме. Нема решение, за денеска е најавен протест, откако нели се даде рок до 20 јули да се реши овој проблем. Што се недостасува и зошто е овој протест за денеска пред Министерството за здравство најавен, кој што ќе се случи во 19 часот. Зошто се За случува? сите граѓани на Република Македонија што се заболени од диабетис, значи во овие 7-8 месеци нема залиха на игли, нема залиха на инсулини, нема залиха на ленти за мерење гликемија во крвта, глукомери, ништо нема фактички. Како се сноѓате? Како ги наоѓате? Среќа што постои група на социјалните мрежи, па луѓе ете многу сложно делуваат и едни со други си помагаме па на еден начин, кој има повеќе дава на тој што нема и на тој начин функционираме фактички. Оно што го споменавме и на кој што сме сведоци низ изминативе години, секогаш кога државата буквално не помрде ни со прст, граѓаните не само што пружаат рака, туку го даваат и своето срце и делат буквално од своето усти, од својот џеб за да помогнат. Тоа се случи и сега, по прилогот кој што го снимивме, по бурата од реакции, најпозитивното нешто што во сета оваа ситуација, недостаток на лекови, се што се случува, е тоа што буквално не можеме и ми стигаат и мене пораки, вас ви стигаат уште повеќе, се нудат за помош и навистина има одредени работи кои што веќе се придвижуваат кога станува збор за помош која што нудат граѓаните. Ајде да почнеме од тука, да се заблагодариме првенствено сите кои што не гледаат и јавно да им се заблагодариме кои што се понудија за помош и кои што допрва сум сигурна ќе се нудат за помош, меѓутоа тоа не е решение, државата мора да најде начин не само за диабетичарите, него за сите оние рандливи групи кои што имаат потреба од помош. Ајде да почнеме од тука. Може ли да сумираме што се случи и какви се пораки добивавте за поддршка, што се ви беше понудено како помош, не само за бисера, меѓутоа за генерално за диабетичарите и за деца. И за другите деца, да. Значи јас се уште не можам да се соземам од толку повици, од толку пораки, толку сум, не знам, искрено воодушевена од луѓето што толку добри луѓе постојат се уште, ни праќаат пораки за поддршка, за помош, дали со сензори, дали со торти, со благи, со, не знам, исто нутриционист не се понуди за бесплатна исхрана за бисера да направи за програма. Исто така сакам да му се заблагодарам на Роберто Навали за петицијата што ја
што почна да ја за петицијата што почна Само да да ја проверам прави. дали се слушаме. Така се е во ред. Бисерче, може да те замолам нешто? Да ми го завршиш цртежот? Да. Важи? Да. Ајде. Да ми го завршиш цртежот и на крајот од емисијата ќе го покажем овде на сите да видат колку убаво црташ. Договорено? Ова е за мене? Ми нацрташ уште еден? Не, ме Ај сакам со ова уште еден. моливче нацртај. Да, со синото моливче. Ајде. Јас ќе Сонце ми го покажам нацртај, сега да видат месечина, како е ова. Ова е бубонара, преубав срце и лилјаче. цртеж. Да, таа петиција во моментов јас сакам да ја покажа ти од режија. Петицијата во моментов 16 петицијата од лаптоп, да? Да, тоа е тоа. Значи, петицијата е со цел да се поттикне Министерството за здравство да се обезбедат цензори за деца со диабетес и имаат подпишано ја имаат поддржано и подпишано 16.857 граѓани. Еве може да видат нашите гледачи дека навистина се подпишува во секој момент и ова е едно од ретките петиции што ваква масовност постигнали. Би сакале да упатиме поздрав за иницијативата. Сакам да најавам, значи, до сите граѓани на Република Македонија дека ќе не се бориме само за лично за Бисера. Така е. Сакам да упатам поздрав за сите дечиња што им е диагностицирано диабетис и да кажеме дека ќе се избориме за сите дечиња, не само за Бисера. Во моментов се борам за сите дечиња. Така е, се согласувам, сите се бориме за сите дечиња. Не само за дечињата, генерално за лицата со диабетис, да. бидејќи ова нели е во Меѓутоа за сензориве, нели превентива ќе земеме на дечињата за да биде олеснително и за родителите што се соочуваат со овој проблем и за дечињата да се осетат да не знаете, значи со сензоров добива нормален живот фактички детето. Да. Може да се Не движи, можам да замислам може... искрено како тоа изгледа 15-20 пати на ден да се воцка. Да може што е можно помалце луѓе да може да имаат потреба да го доживеат тоа. Што ќе се случи понатаму со петицијата, ќе ја доставите ли до Министерството за здравство? Да. Да. Овој пат ќе идеме до крај поради тоа што имаше 2 ветувања во изминатите години од Министерството. Меѓутоа само остана на тие ветувања и после некој период се заборава. И оно што исто така по-проблематично е што Министерството за здравство е едно министерство каде што се менуваат министри многу често. И тоа дефинитивно остава белег врз здравствениот систем, бидејќи едно е да имаме еден човек кој што ја продолжува нели си ја работа, вака се менуваат многу често, дури ние како новинари некогаш си викаме чекајте кој беше министер за здравство. Шегата на страна, имаме понатаму други акции, имаме и акција од покрената од Александар Ѓорѓиевски, да, би сакале ети до него да упатиме поздрав. Многу пати и претходно започнувал акции за хуманитарни акции, помогнал на многу луѓе. Хуманитарна агенција пружи рака, спаси живот. Така е. Во моментов исто така ќе побарам од режија да го поврзат мојот лаптоп. Ова е донаторската сметка, не знам сега колку се гледа, меѓутоа јас ви ветувам почитувани гледачи дека од ова ќе извадиме и подобра фотографија и ќе направиме прилог со сите информации како може да донирате и тоа ќе биде споделено и на социјалните мрежи и ќе знаете како може, ако сакате да донирате. Што значи ова иницијатива? Ова иницијатива значи помош за сите деца диабетичари. Ве молам објаснете како е планот за како се одвиваат работите понатаму и што очекувате од овие иницијативи? Значи исконтактиравме со Александар, го запознавме со ситуацијава моментална и се договоривме на овој начин да собереме средства кој сака да си донира како сензор, може и како сензор да се донира, кој сака парично, кој сака како сензор, Кога ќе бидат соберени средствата, почнато е од вчера, министерот за оваквото, градоначалникот на Куманово исто не поддржува. И имаше една жена пиша во коментар дека ќе ни даде листа со сите дечиња од Куманово што се заболени од диабет.
и баш спомнав дали може да исконтактира и со другите градови, дали има контакт, рече дека до понеделник ќе имам листа и од другите градови, од Куманово, со децата што се, нели, диагностицирано што име диабет, и како ќе собираме средства, ќе се купуваат, нели, сензори, и најпрво сакаме да биде од загрозените семејства што не можат да се дозволат, првично на тие сакаме да помогнеме, и идејата е за секое дете да обезбедиме барем за една година да има сензор за секое детенце. Покрај финансиска, еве како што има донаторска сметка на GoFundMe, која што исто така ќе објавиме, уште не напоменувам, ќе ја споделиме. Имавте понуди, буквално се нудат луѓе кои што доаѓаат сега, кои доаѓаат во Македонија, се нудат, повторно ќе напоменеме, не ова само за Бисера, него ова е за сите дечиња. Колку може да се помогне на колку што е можно поголем број на дечиња. Се нудат буквално и да купат, прашуваат каде може да се купи, како може да се пренесе. Дали овие сензори кога се пренесуваат од, нели, кога се врши транспортот, дали треба некако да се внимава при транспортот, или пак не би можеле позначителна сошта, дали треба во нешто посебно да се пренесат, бидејќи ево они сите некои што сакаат можеби на ваков начин да помогнат, што треба да знаат при преносот на овие сензори. До сега, пошто не носеле не знам колку многу сензори, немало никаков проблем, бидејќи убаво се запакувани во котивчето, така да до сега не сме имале проблем при транспорт. Уштина, да повториме, од колку отприлика се движи цената на сензорите? Значи, вака во различни земји различна е цената. Дознавме дека дури има и од 30 евра што се движат сензори. Каде се тие? 35, некој човек пишал во Франција. Во Франција, да. Има 40, 65, 70 евра, сегде е различно. Сегде во Белгија, еве вчера ми се јави еден пријател, 75 евра биле во Белгија. Значи секаде се различно, во Франција пога што знаете најевтини. Да, ама проблем е што не ги даваат многу во аптеките. Даваат по 2 сензора. Без рецепта ги даваат, меѓутоа повеќе количински не може да се купат. Јасно. Извинете, значи просекот, рецимо, од сите европски земји би дошол негде околу 60, затоа и кажавме 60-65 евра. Затоа што... Да, тој е просекот од прилика од повисока. Сега кажуваме, нели, опширно, Белгија 75, дознаваме, Германија има од 80, 58, некои викаат 60, така да просекот е земен на 65. Да, во меѓувреме Министерството за здравство, ако чинам некаде пред 2 години беше кога најави нешто дека би нашле начин да се обезбедат тие сензори, меѓутоа од тогаш до денеска не е направено ништо. Навистина би сакале да остане само наветување. Упативме неколку мејлови до Министерството за здравство, ни одговорија дури вчера на еден од мејловите кои што ги пратив, па сега би сакала да го прочитам одговорот од Министерството за здравство кој што го добивме. Министерството за здравство има целосно разбирање за пациентите со дијабет, затоа правиме се што е во наша мок што побрзо да завршат правните процедури кои како институција мора да ги почитуваме. Како што веќе во неколку наврати информиравме, во моментов течат жалбени постапки за набавка на ленти, процедура која не зависи од Министерството. Сите процедури во рамките на Министерството за здравство се завршени во најкраток рок. Жалиме што набавката доцнела која требала да започне уште во декември од претходното раководство. Што се однесува до набавката за сензори, таа е во фаза на евалуација и се очекува набрзо да заврши. Сите деца со дијабет, како и бремените и слепите лица првпат ќе добијат вакви сензори. Бараме разбирање од пациентите за оваа состојба која брзо ќе биде надмината. Министерот меѓутоа по превземање на функцијата се заложи ваквите застои во набавките на повеќе никогаш да не бидат случај. Го држиме за збор, особено што сега кажа дека сите деца со дијабет, бремените и слепите лица за првпат ќе добијат. Очигледно притисокот на јавноста некако вроди со плод, барем да ни одговорат на мејлот кој што им го праќавме толку често. Ако притисокот вроди со плод да ни одговорат барем на мејлот, се надевам дека притисокот кој што ќе се направи вечер на протестот ќе вроди со плод да се изнајде побрзо ова решение и сигурно сум дека може да најдат начин како да се забрза работата, бидејќи 8 месеци не е одговор на тоа дека се сменило раководство. Во вакви случаеви, во вакви сериозни дијагнози мора да постои континуитет кога станува
збор за здравствена политика, односно ако нешто е приоритет да се заврши, не подоаѓа на нов министер на функција, да се заборави на тоа и така да се привлекуваат проблемите. Ајде да ги повикаме да го патите апелот, бидејќи навистина е потребна поддршката сега, навистина е не само да седнат да напишат статус, да напишат порака, стварно е потребна бројност. Вечерва кој колку што може да се направи притисок, бидејќи очигледно притисокот на јавноста и она што го направивме и што го правите, и она што допрва ќе се прави, мора да вроди со плод. Значи, вака да не биде дека само ќе остане ветување од министерот, да се надеваме дека конечно тоа ветување ќе се оствари, затоа што навистина премногу ќе се помогне на сите дечиња, пред се на дечињата, па после на другите останати луѓе што се со дијабет. Така да ги повикуваме сите луѓе што можат да дојдат денеска во 19 часот пред Министерството за здравство, заедно да не поддржат нас и сите останати дечиња и родители или со дијабет што се. Така, ви благодарам многу за одвоеното време, за гостувањето. Се надевам дека овој пат се обидовме да начнеме повеќе теми од тоа како откривте кои се проблемите и кое е решението. Решението е државата конечно да најде решение за проблемите кои што ги имаат ранливите категории на луѓе, особено болните кои што со месеци чекаат решение. 19 часот пред Министерството за здравство, бидете таму кој како може, знаеме дека е топло и дека е тешко, меѓутоа не може да биде потешко од вас како што вие. Благодариме многу што ни дадавте шанса да гостуваме во ова прекрасна емисија и се надеваме дека ќе успееме во оваа битка заедно што ја водиме сите. Да. Благодарам уште еднаш.